ПСК Голак Делчево со листа на досегашни реализирани проекти и активности. ПСК Голак Делчево го формиравме во месец декември 2013 година од страна на фамилиите Чучуковски и Мишев, додека на 29.1.2014 година го добивме решението од Централен регистар на Македонија. Единствени сме во Македонија каде меѓународното име ни е на француски јазик. На почетокот бевме планинарско спортско друштво Голак Делчево, додека во 2018 година ги исполнивме условите и добивме решение од Агенцијата за спорт и млади, со што станавме планинарски спортски клуб Голак Делчево. Воедно бевме прв планинарски клуб во Брегалничкиот регион. Во почетокот на 2015 година станавме членка на Федерација на планински спортови на Македонија. Во 2015 година го имавме првиот лиценциран планинарски водеч при ФПСМ за Југоисточна Македонија. Во 2016 година го имавме првиот ментор при ФПСМ за Југоисточна Македонија за приправници планинарски водичи. Досега беше ментор на 11 планинарски акции на приправници водичи од клубовите и друштвите Осогово Кочани, Плавица Пробиште, Кожов Гевгелија, Козијак Прилеп, Чеплес Велес, Козијак 2013 Куманов. Во 2015-2016 година нашиот прв младински лидер Давид Чучуковски во младинската секција при ПСК Голак Делчево заради остварени посебни резултати во планинарство беше добитник на престижна стипендија Спортска надеж, што ја доделува Агенцијата за спорт и млади. Воедно и прв кој е добил од областа на планинарство, како и прв кој е добил 2 години едно по друго. Од 2014 година до денес, секоја година за нашите членови организираме скијање на планината Голак и Рил во Бугарија. Од 2014 година до денес соработуваме со општина Делчево како и со сите институции и организации од општината, зашто имаме и заеднички активности како што е февруарскиот поход на планината Голак, разловечкото востанје на планините Голак и Обозна, разни предавања и кампови со деца и младинци од училиштата во општина Делчево, со ОО Црвен крст Делчево, со регионален центар за застапување. Од 2014 година до денес имаме реализирано повеќе планински активности, планински кампови, планински школи, предавања од областа на планинарството, едукативни работилници со деца и младинци во повеќе основни и средни училишта во Делчево, Берово, Виница, Кочани, Пробиштип, Неготино, Македонска Каменица, Гевгелија, Богданци, Стојаково, каде беа опфатени повеќе од 3100 ученици, зашто ФПСМ ни го додели највисокото признание Дари Џамбас за посебни иницијативи. Од 2014 година до денес организираме разни хуманитарни акции. Од 2014 година до денес учествуваме на разни екоакции во општина Делчево. Од 2014 година до денес за нашите членови организираме планинарски велосипедизам на планините Голак, Средна, Обозна, Влајна, Осогово. Од 2014 година до денес на територијата на општина Делчево организираме алтернативен туризам преку водење на туристи од други градови од Македонија и странство, со тоа што ги посетуваме руралните планински села, природни реткости, културно-историски споменици, дегустација на локални јадења и пиење. Во 2018 година од друштво станавме клуб, добивме решение за спорт од Агенцијата за спорт и млади. Од 2014 година до денес имам гостувано на повеќе од 100 пати на разни национални, регионални и локални медиуми. Во 2018 година, заедно со Средното основно училиште Методи Митевски Брицо Делчево, го организиравме најголемиот еднодневен средношколски камп на планината Влајна со учество над 500 ученици и нивните професори. Од 2018 година влеговме во новото раководство на ФПСМ на чело со староновиот председател професор доктор Јовице Огуриновски и тоа во надзорен орган. Во 2018 година сме и член на Комисијата за планински патеки при ФПСМ, како и координатори за Југоисточна Македонија во оваа комисија. Во 2018 година сме координатори за Југоисточна Македонија во Комисијата за планински водачи при ФПСМ. До 2024 година имаме подпишани 186 пристапници, од кои 108 возрастни и 78 младинци. Имаме членови од Делчево, Берово, Пешчево, Виница, Македонска Каменица, Велес од Република Северна Македонија, како и од Пештера, Самков, Софија од Република Бугарија, како и Тексас, САД.
Од 2018 година имавме свој огранок во Берово со име ПСК Сосна Берово, кој работеше под нас 2 години, така што сме први единствени во приграничниот регион кој имавме свој огранок. Од 2014 година до денес имаме соработка со повеќе клубови и друштва од Бугарија од градовите Пештера, Самоков, Карлово, Гоце Делчев, од Швајцарија, од градот Женева, како и од Србија, од градот Белград. Во 2017 година организиравме тандем параглайдинг за нашите членови на планината Јабланица. Во 2017 година организиравме неколку предавања со показни вежби за повреден во планина, со младите волонтери при ОО Црвен крст Делчев. Од 2014 година до денес организираме традиционален планински марш од Делчево до врвот Чавка на Голак, така што во 2014, 2015, 2016 година маршевите беа дводневни со логорување, додека од 2017 до 2023 година беа еднодневни и во иднина ќе бидат еднодневни. На сите маршеви досега учествувале секогаш над 100 планинari, осим во 2020, 2021 и 2022 година поради пандемијата COVID-19 моравме да бидеме ограничени со максимално бројка од 60 учесници. Од Делчево, Битола, Охрид, Куманово, Скопје, Велес, Гевгелија, Кочани, Пробишти, Прилеп, Берово, Пехчево, Штипка, Вадарци, Струмица, Виница, Македонска Каменица, Свети Николе, Дојран, Богданци, Зрновци од Република Северна Македонија, како и од странство Љубљана, Словенија, Женева, Швајцарија, Париз, Франција, Софија, Пештера, Самоков, Карлово, Хјустендил, Бугарија, Тексас, САД и Москва, Русија. Од 2014 година до денес учествуваме над 215 маршеви, на кои учествувале 3500 планинари, од кои 183 на кои учествувале 3000 планинари биле во наша организација, додека останатите 32 маршеви на кои учествувале 500 планинари биле во организација на други клубови и друштва во Република Северна Македонија и од странство. Од 2014 година до денес имаме поминато 3256 километри, од кои во наша организација 2816 километри, останатите 440 километри во организација на други клубови и друштва. Од 2014 година до денес имаме искачено 163 врвови на 111 планини во Република Северна Македонија и странство, како што се Алпи, Грејски Алпи, Италија, Бренски Алпи, Швајцарија, Доломити, Италија, Јулски Алпи, Словенија, Роки Маунтенс, Колорадо, САД, Јура, Швајцарија, Олимп, Грција, Пирин, Бугарија, Рила, Бугарија, Витоша, Бугарија, Кораб, Шар планина, Баба, Јекупица, Осогово, Кожув, Беласица, Влајна, Ограден, Голак, Средна, Обозна, Плачковица, Козјак, Дрен, Злато планина, Срета, Конечна планина, Готен, Сречка, Герман, Ниџе, Малешевски планини, Смрдеше, Република Северна Македонија, Стара планина, Србија, со вкупно 163 скачени врвови според надморска висина, до 1000 метри надморска висина 4 врва, од 1000 до 1500 на метри надморска висина 57 врва, од 1500 до 2000 метри надморска висина 49 врва, од 2000 до 2500 метри надморска висина 22 врва, од 2500 до 3000 метри надморска висина 26 врва, од 3000 метри надморска висина до 4000 еден врв, од 4000 до 5000 4 врва. Во 2018 година имаме лиценциран поставувач на рекреативно-планинска патека, која е и член на Комисијата за планинарски патеки при ФПСМ. Во 2018 година како експерт учествуваме на еден проект поднесен од Локален младински совет Делчево под наслов Воспоставување и уредување на планинска патека Делчево, туристички локалитет Голак во функција на ЛР на општина Делчево. Во 2018 година од страна на ФПСМ бевме прогласени за најдобар клуб во Македонија, поради што ги добивме и највисоко признание Даре Џамбас. Во 2019 година реализиравме 3 проекта за уредување и поставување на 3 рекреативно-планински патеки. Првата беше од национален карактер, која е и прва таква планинска трансверзала од
прегалничкиот регион, која се вика Голак Плачковица, финансирана од Агенцијата за промоција и поддршка на туризам на Република Северна Македонија. Втората имаме локален карактер, а беше поставена на планината Средна, која беше финансирана од општина Делчево, и третата исто така имаше локален карактер на планината Оражден и беше финансирана од општина Берово. Во 2019 година го реализиравме проектот со деца и младинци за предавање од областа на планинарењето во повеќе основи и средни училишта во Гевгелија, Богданци, Стојанково, каде беа опфатени повеќе од 200 ученици. Во 2019 година, заедно со ЗПСК Кожув Гевгелија, го реализиравме младинскиот планински камп од 7 дена во планинскиот дом Томе Шутов Кротки во село Конско на планината Кожув. Ние бевме како предавачи на тој камп, кој чувствува 40 младини од Гевгелија, Неготино, Велес, Кратово, Стојанково. Во 2019 година председателот на ПСК Голак Делчево Лјупчо Чучуковски ја доби наградата 7 септември, која ја доделува општината Делчева, а е најголемо признание од општината. Во 2019 година ја реализиравме алпинистичката експедиција Алпска триологија на Алпите во Швајцарија, Италија и Словенија. Во 2019 година организиравме планински активности на планините Голак и Влајна преку проектот Размена, која се реализираше помеѓу училиштата гимназија Полење и Лјубљана, Република Словенија и Ново Брицо Делчево. Во 2020 година ја реализиравме високогорската експедиција на планината Пирин во Република Бугарија. Во 2020 година го добивме проектот мрежа на планински патеки, свети води и Киселичка пештера во финансирана од општина Делчево поради пандемијата COVID-19, истата беше стопирана на реализирањето. Во 2021 година, заедно со регионалниот центар за стапување Делчево на планината Голак организиравме дводневен младински камп со лагерување на кој учествуваа 40 младинци од Делчево, Берово, Македонска Каменица. Во 2021 година, заедно со СОУ ММ Брица Делчево, повторно го организиравме најголемиот еднодневен средношколски камп на планината Влајна со учество над 400 ученици и нивните професори. Во 2021 година на врв Мала Чавка, Свети Пантелеймон, 1508 метра надморска висина, на планината Голак поставивме метален столб на кој со метална табла е напишено името и надморската висина на врвот, како и метално сандаче во кое се наоѓа тетрадка и пенкало за запишување на лични реченици и забелешки. Во 2022 година ПСК Голак Делчево ја организираше третодневната основна летна планинарска школа на планината Голак со учество на 25 младинци од младинската секција при ПСК Голак Делчево. Во 2022 година организиравме планинарски активности на планините Голак и Влајна преку проектот Супер школа, која се реализираше помеѓу училиштата Средна стручна школа Пирот, Република Србија и ММ Брица Делчево. Во 2022 година, заедно со СОУ ММ Брица Делчево, го организиравме повторно еднодневен средношколски камп на планината Влајна со учество на 400 ученици и нивните професори. До 2024 година организиравме 12 тури на планинарски велосипедизам по планините на нашата област Пијанец, во кои тури учествуваше амбасадорот на Република Словачка Хенрик Маркуш, додека на национално ниво најголем успех имаше нашиот младински лидер Давид Златковски, кој беше прв на трката на планината Водна. Во 2023 година, заедно со ОО Ванчо Преке Делчево, имавме активност со учениците од област на екологија и животна средина. Во 2023 година, по втор пат организиравме планинарски активности на планините Голак и Влајна преку проектот Супер школа, која се реализираше помеѓу училиштата Средна стручна школа Природ, Република Србија и ММ Брица Делчево. Во 2023 година, заедно со ОУ Климент Охридски Делчево, имавме активности во природа во едукативниот центар за зачувување на природата по течението на река Брегалница во село Негрев. Во 2023 година имавме заедничка работилница со младите од младинскиот клуб при ОО Црвен крст Делчево на тема физичкото здравје како дел од психичкото здравје.
Во 2023 година, заедно со регионалниот центар за застапување Делчево на планината Голак, организиравме дводневен младински камп со логорување на кој учествуваат 40 младинци од Делчево, Певчево, Македонска Каменица, Велес. Во 2023 година, заедно со ученици од ОУ Ванчо Преке Делчево, како и ОУ Живко Брајковски Скопје, засадивме млади садници во дворот на манастирот Свети Илија на падините на планината Влајна, во аторот на приградското село Цвевово. Во 2023 година го добивме проектот Свети води, финансиран од општина Делчево, пошто комплетно беше поставена и уредена планинарската патека до Светите води од село Трботивиште. Во 2023 година, заедно со Спелео Нуркачкиот клуб Врело Скопје, извршивме испитување на пештерата Конска дупка, како и на тунелот под Вродината градиште во село Град. Во 2024 година имавме предавање и показни вежби со младите од младинскиот клуб при ОО Црвен крст Делчево на тема опасности и ризици во планината. Во 2024 година имавме предавање со учениците од ОУ Ванчо Преке Делчево на тема да зборуваме за животната средина. Во 2024 година добивме плакета за најдоброто во планинарството во источниот регион од страна на Сдруженијето на новинари регионален центар на новинари Исток. Браво!